На почетокот неколку работи би сакал да кажам со моите денешни соговорнички. Значи денес имаме еден добар состав. Пратеници од редовите на ВМРО ДПМН. Тоа е господјата Слаѓана Митовска, од Крива Паланка, пратеник на ВМРО ДПМН долги години, активна во Унијата на жени во повеќе партиски структури. И исто така господја Лилјана Затуровска, пратеник исто така од редовите на ВМРО ДПМН, од Струга, од Струшко-Охридскиот регион, и со кој што ќе дискутираме за овие работи. Јас би сакал неколку работи да кажам во воведот, а после тоа можеме и да развиеме дискусија, да се надоврземе, нешто да дополниме. Тоа е дека гледаме една траекторија во моментов на нереализирани ветувања и ветувања под наводници кои што се дадени од СДСМ, од кои што се ретерира. Значи, прва работа се однесува на делот на минималната плата. Значи, таму ветувањето беше јасно и недвосмислено. Граѓаните на Република Македонија, оние кои што имаат минимална плата, ќе имаат минимална плата од 16.000 денари. Значи, Зоран Заев, не само Зоран Заев, туку и Радмила Шекеринска и останатите првенци на СДСМ, сите нивни кандидати за пратеници во сите локални средини, значи од Берово до Дебар и од Гевгелија до Скопје го дава ове ветување. Значи 16.000 денари минимална плата. Тој имаше дадено една фуснота дека минимум ќе биде 12.000 од првиот ден. Гледаме дека тоа не се случува. Значи во тој дел мислам дека граѓаните се измамени и излажани. Работа која што се пошироко се констатира од страна на граѓаните на Република Македонија. Втората работа која што исто така треба да се разобличие во делот на укинување на радиодифузната такса. Значи, во тој дел, јас би кажал неколку работи во воведот, а тоа е дека до доаѓањето на претходната влада на ВМРО ДПМН, значи зборуваме за оној период 2005, 2006, 2007 година, финансирањето на македонска радиотелевизија беше од буџетот на Република Македонија, нели, тоа е национална куќа, тоа е она што се нарекува државна телевизија, и после тоа треба да се спроведат реформи, првенствено на барање на Европската Унија, на меѓународните институции, на меѓународната заедница, и главната сугестија од нив беше дека треба да има независност на македонската радиотелевизија и дека таа независност на македонската радиотелевизија првенствено треба да произлезе од независното финансирање на МРТ. Значи, меѓународната заедница, Европската Унија и тие институции меѓународни порача и на Република Македонија, владата на Никола Груевски, на владата на ВМРО ДПМН, дека финансирањето на МРТВ треба да биде преку радиодифузната такса. Владата на Македонија, затоа што беше и е определена, нели, за евроатлантски интеграции, постапи по тоа и го воведе плаќањето на радиодифузната такса на сугестија на меѓународните институции, на сугестија на Европската Унија во насока на независно функционирање и независно финансирање на македонската радиотелевизија. Зоран Заев, сакајќи да им под наводници угоди на граѓаните на Македонија, кажувајќи дека ништо не треба да се плаќа, најави и кажа дека нема да има плаќање од првиот ден на радиодифузната такса. Има и неколку ветувања, би замолил исто така ако може да ги цитирате тие ветувања. И во текот на месец февруари, и во текот на месец март, оваа година, и во текот на месец април, значи вчера или завчера, беше кажувано од првите луѓе на СДСМ, од Шекерински, од Дамјан Манчевски, од другите, дека доколку имаше нова влада, дека доколку Заев беше премиер, доколку тие се министри, нема да има веќе радиодифузна такса. Еве гледаме дека добри месец и пол тера владата, наскоро ќе бидат 2 месеци, после тоа ќе бидат 3 месеци, ќе бидат 4 месеци, радиодифузната такса не е укината. Не само што радиодифузната такса не е укината, туку и предлогот на ВМРО ДПМН, кој што заеднички како пратеници го поднесовме пред некој ден, подсетувајќи го СДСМ на нивните ветувања, не само врска со радиодифузната такса, туку и цела низа на прашања и кон докторите, и кон земјоделците, ветување кон стечајците, ветување кон во врска со струјата и така натаму и така натаму. Рековме ќе ги подсетиме на нивните ветувања. Оние кои што го одбија се оние кои што до вчера го ветуваа тоа. Значи конкретно од СДСМ. И третата работа во која што се гледа траекторијата на нереализирани лажни ветувања, кои што
едно се зборува во опозиција, друго е на власт, во делот на именувањето, односно изборот на јавниот обвинител на Република Македонија. Значи, недвосмислено, на камера, пред луѓе, пред народ, и Зоран Заев, и Радмила Шекеринска, и Фросина Ременска, и цела низа на првенци на СДСМ, рекоа дека и ветија, дека и се обврзаа дека јавниот обвинител на Република Македонија ќе биде биран од редовите на опозицијата или на предлог на опозицијата. ВМРО-ДПМН е сега опозиција. Нема ништо во делот на изборот и на она што го ветува, велат за 2 години така натаму, заборавајќи дека тие 2 години веќе имаат свое обвинителство кое што на обвинителна клупа стави цела една партија како ВМРО-ДПМН. Последната епизода ја видовме, нели, минатата недела. Значи, во тој дел повторно гледаме дека за СДСМ се уште важи онаа максима: едно зборуваат додека се во опозиција и се ветуваат, а ништо не реализираат и ништо не прават кога се на власт. Тоа е една траекторија која што трае неколку децении наназад, но која што сега е освежена како меморија последниве неколку недели. Ете, тоа е тоа кое што јас би го кажал во воведот. Мислам дека се ова 3 значајни теми, но не само овие 3 теми, туку и повеќе области кои што ги допревме и ги загатнавме. Сега би ве повикал исто така и вие да се вклучите во оваа дискусија, да се надоврзате, така што, еве, би почнал од колешката Слајана Митовска. Би ве замолил, значи, вие доаѓате од делот на трудот, социјалните работи, значи, од прва рака имате искуство, значи, тоа ви е делокруг на работа.